Пандемијата стана дел од политичката битка во САД. Доналд Трамп застана зад протестите во повеќе сојузни држави кои што се управувани од гувернери од противничката Демократска партија. Критичарите на председателот велат дека тој го користи вирусот за политички цели, а неговите поддржувачи дека има право на сопствено мислење. Пенсилванија, Висконсин, Мичиген. Демонстрантите кои во повеќе сојузни држави бараат укинување на мерките за свој сојузник го имаат председателот Доналд Трамп. There are a lot of protests out there, and I just think that some of the governors have gotten carried away. Повеќето од овие држави натежнуваат кон Демократската партија, но токму тие му помогнаа на Трамп да победи во 2016 и можеби ќе имаат одлучувачка улога во изборите и оваа година. Поддржувачите на председателот велат дека тој има право да се противи на она што тие го сметаат за претерани и несоодветни економски рестрикции наметнати од гувернерите од Демократската партија. He wants to allow states to determine their lockdowns, but that doesn't mean he's not going to criticize the ones that are going over the line. Дел од демонстрантите во Мичиген се вооружени. Џо Бајден, неверојатниот кандидат за председател од Демократската партија, ја критикуваше тактиката на заплашување што ја користат оние кои протестираат, но и остро се спротивстави на, како што вели, поттикнувањето нетрпеливост од страна на Доналд Трамп. Критичарите на председателот велат дека неговиот неконзистентен одговор на пандемијата најпрви ним даде одврзани раце на сојузните држави, а потоа ги критикуваше нивните гувернери, има за цел да ја оттргне вината од него за начинот на справување со кризата. If he is able to basically, divide himself, separate himself from these individual governors in these states, particularly swing states like Michigan, for example, he can say, look, it's those governors' fault, not my fault, that the economy is faltering, so blame them. Соединетите држави имаат најмногу случаи на коронавирус во светот, речиси 1,6 милиони. До сега починаа над 94.000 луѓе. Кризата ја запри националната економија, милиони останаа без работа. Поради ова, председателот притиска за отворање и покрај загриженоста на здравствените експерти дека земјата се уште нема капацитет за масовно тестирање и за следење за да ја контролира пандемијата. Политичките аналитичари кои се критички настроени кон председателот велат дека неговата стратегија е непромислена, зашто поттикнува протести и масовни собири кои можат дополнително да придонесат за ширењето на вирусот. On one level he's saying, hey, re-elect me because I can bring the economy back. On another level he's saying, well, I wasn't able to manage the states and the governors very effectively. Сите 50 сојузни држави започнаа со делумно отворање на своите економии, а дел од нив повторно имаат нагорен тренд на новозаразени. Сето ова само ја зголемува неизвестноста за исходот од претседателските избори кои треба да се одржат во ноември. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.